Па неверство не би простила. Не? Не. Што има толку Сузана што јас немам, нели? Дали е тоа храброст или лудост? Велам дека сум јас безгрешна. Нема човек кој Да. што е безгрешен. Летни кучки, вамо тамо. Па зашто и ние да не сме кучки? Јас сум како маш. Тие гледат по жени, јас гледам по жени. Ова е добра, ова е добра. Жена мислам дека треба повеќе да има работа, нели, да не мисли на такви искушенија. Здраво Македонија, знам дека обожавате народна музика. И јас мислам истото, знам дека обожаваат народна музика и што мислиш да запееме нешто ние вака? Пусталија бомора разединува, само песна нас ја Обединува, никој ништо не ни може, само среќа дај ни Боже. бум бум, еј, бум бум. Браво, Бемче! Јас мислам, Македонијо моја, дека на вистина убава емисија ни предстои затоа што во нашето студио само што не пристигнала најголемата фолк дива во Македонија, Сузана Гавазова, која што за себе кажува дека е родена под срекна звезда. Здраво, Немаше да здраво. Како си ми Одлично. прекрасно изгледаш. Благодарам и вие исто така. Секогаш прекрасно изгледаш. Секогаш расположени. Ти благодариме и на Многу ми тебе. значи кога жена или девојка ќе ми даде комплимент. Многу ми Чекај, значи. само што почнавме. Каде сакаш да седнеш, тука или тука? Па може овде. Ајде, Може овде. слободно. Ајде. Може да Благодарам, се фала. сместиме повелиемче, седни си и ти. Официјално добре ми дојде во нашето студио. Морам тука накратко само да кажам дека дојде директно од пат. Времето надвор истура, имаше толку многу непогоди и причини за да не пристигнеш, но сепак си тука и јас сакам да ти се заблагодарам за тоа што не испочитува, си го одржа зборот и дојде без разлика на тоа што се случува надвор. Без разлика на сите околности Да. и на тоа колку сум уморна, јас со задоволство дојдов овде и навистина се чувствувам прекрасно во студиото. Многу ми е драго што ве гледам Исто. и вака расположени. Добро ме пречекавте, добри домакинки сте, тоа е многу важно. Веднаш ја осетив енергијата и така да не чувствувам воопшто умор. А инаку бев во Германија, имав настапи, пеев во еден прекрасен ресторан, македонски ресторан во Калсруе. Да ги поздравам собствениците на ресторанот, Дей од Каост. Ги поздравуваме и Навистина прекрасен да не ресторан гледаат. и прекрасни гости. Преубаво си поминав, така да воопшто не чувствувам умор. Нема поголем комплимент од тоа сето што ни го кажи, нема поголем комплимент од тоа да иако си толку успешна, толку си голема, толку си една, не знам како да кажам, фолк дива кај нас во Македонија. И сепак и покрај се, немаш пример проблем да воопшто те упатиш комплимент кон некој што е. Јас сакам да Малта давам не сме- комплименти. Јас воопшто не штедам да дадам комплимент, дури и на жени поготово, па и на мажи, кога некој добро изгледа, така да не штедам комплименти, секогаш давам, а и секогаш сакам да примам комплименти. Убаво ми е. Тоа најмногу кога одам во Америка, тие значи луѓе се толку напред, јас велам, затоа што секогаш знаат да ти дадат комплименти и да се чувствуваш убаво. Сакаш да ми кажеш дека Американците се најдобри во тоа, да, секогаш кога ќе видат некоја добра жена, средена и знаат да дадат комплименти. јас ти Така да, кажав кога во одам во гарде. Америка, многу се радувам. Јас ти кажав во гардероба, но не ти кажав тука пред камера дека изгледаш прекрасно и ти кажав исто така дека во живо си ми уште поубава од Инстаграм. И тоа вистински го Стварно. мислам. Точно, Нели? точно. Дали не? Многу. Многу луѓе ми имат кажано дека во живо изгледам подобро, дури и без шминка ако сум. Но добро, шминката си прави своето, секогаш нели пред камера и Точно, пред за настапи пред такви. публика, да, мора шминка. Но да се надоврзам на тоа што рече, големината е во тоа, нели, на еден човек во тоа што да биде скромен, во скромноста на колку и да е голем, нели, колку и да е успешен, да биде човек пред се и Да знае да ги да почитува и се однесува како човек, да се поздравува, да даде комплименти и така натаму. Мислам дека кај мене е тоа големината и ете 30 години сум веќе на ова музичка естрада. Пењето, така да, е. Така да мислам дека тоа ме одржува сиве овие години. Нели да кажеме звезда
Многумина ќе речат Сузана, па треба некогаш да бидеш, да се цениш малку повеќе, но јас велам дека зависи од ситуација, нели? Знам да се цениш повеќе не значи треба. да се однесуваш надмено, а иначе за сето друго јас мислам дека си е сосема коректно и сосема е многу добро ова што го правиш. Какви карактери она не можеш да однесеш, би рекла? Какви карактери ти иритираат? Не сакаш да ги има ниту во твоја близина, ниту во твоја околина, ништо. Па, јас и знам да почувствувам лоша енергија и кога ќе осетам некој дека сака да те понижи нешто или да те навреди во некој муабет, не сум некоја што сака да се кара, туку веднаш само ќе замолчам и ќе се тргнам од тие луѓе, така е најдобро. А инаку и немам ни толку, да кажеме, контакт со такви луѓе. Си ги бирам и колеги, и пријатели, а и гостите, мислам, публиката што ме сака, сите се фини, пријатни луѓе. И тие бираат да слушаат добро. Никогаш не сум имала некоја, да кажеме, некоја лоша ситуација да се почувствувам јас па кога сум на настап некој. Така да јас мислам дека имам прекрасна публика и ме поддржува, ме сака и тоа многу ми значи. Затоа те сакат, затоа што си ваква како што си, Да. мила, фина, нормална, културна, приземна и сето тоа. Па, од, да кажеме, многу колешки мои ќе кажат, па што има толку Сузана што јас немам, нели? Јас велам дека и кога сум на настап, јас не се штедам, знам да се поздравам со луѓето, да се сликам, не ми смета воопшто, не правам фаци, да кажеме кога ќе дојде некој, ајде да се сликаме, па да направам фаца или со секој ќе позборувам. И тоа е тоа што, нели, имам и многу работа и не затоа што сум најубава или затоа што најубаво пеам, јас мислам дека најмногу тоа им значи на луѓето. Па ги имаш сите квалитети собрано на едно место и јас ќе ти кажам дека можеби и затоа ете си толку и успешна и одиш напред, но и се трудиш. Да. Новата песна, сега ја споменавме, јас сакам да се навратиме на неа. Каков текст има, каков жанр има, не е ова таа што ја пеевме ние на почеток со Емче, бум, 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 ќе ја слушнеме подоцна. Така. Нова песна. Па, после тој хит Бум Бум, јас пробав и неколку други песни да личат на таа песна, но некако мислам дека се повторував и луѓето не го прифатија тоа што го снимав после таа песна Бум Бум. Мислам ги прифатија сите песни, но не толку да кажеме да направам таков бум. И сега решивме да го смениме жанрот малце на музика, малце Ама нешто ова не е модерно. малку, ова е многу. Да, па мора да се предизвика внимание и затоа решивме да направиме вакво нешто. Па ќе видиме какви реакции ќе има. Од мене имаш позитивни реакции, Да. затоа што баш не го очекував. Што и да ми пуштеше, не би очекувала да слушнам ова што слушнав сега. Има таков некој тинејџерски вајб ми има песната. И таков ритам, и плюс има зборчиња кои што не очекувам да ги слушам од тебе. Песната е од мојот колега Љупче Антовски Бубе. Кога ми ја пушти прв пат песната, тоа беше пред 2 години, не се одлучив и јас веднаш да ја прифатам, затоа што Стоела во навистина фиока, е значи. голем пресврт. Некако ми се допадна, но немав некако храброст да ја објавам или да ја снимам. И пред Нова година оваа песна ја снимав. Кога ми го даде текстот, викам, па добро, викам, оваа песна може да ми веруваат мене, затоа што сум секогаш во кујна. Знам често да објавувам, нели, Видеа? сторија со видеа со како готвам. Така Викам, е. може да ми поверува луѓето, нели, публиката да ми поверува. Ама во песната баш спротивно тоа се зборува. Тој рече, вика, Сузана, само од тебе те гледам, затоа што секогаш знае да ми каже кралица.
или мама нели на младите, затоа што нели ги водам на некој начин и за музика, така да може да се пронајдам и може да ми поверува публиката како нели што рековме, Мама Queen. Мама Queen. Да. Знаеш како, јас сум навикната да слушам, пример, не знам, еве ќе го земам српскиот јутјубер, бака е тата, тука некој во Македонија кај нас јутјубери или некои луѓе кои што сакаат да работат јавна професија, нешто се удираат во гради каде што кажуваат јас сум татко на естрада или јас сум татко на ова, јас сум татко на ова, но никогаш не сум слушнала Од мама. Македонија некој, нели? Да. Или па да се дрзне да каже мама, мене јас тоа сум ми е мама на да, на баш ова машки естрада. потек. Па добро, тоа е Женствено навистина машки храбро, потек. Храбро, јас некогаш се велам дали е тоа храброст или лудост. Па зошто да не и храброст и лудост? Зошто да не еден ни е животот? Зошто да не пробаш и друг Да, жанр? да. Мислам, ти се чувствуваш убаво кога ја пееш песната, се чувствуваш. Да, Зошто да. да не? Во втората строфа се спомнува нели елитни Така. кучки, вамо тамо, па си реков затоа што ја слушам модерна светска музика, а во секој од песните нели на Cardi B, Да, на Nicki да. Minaj, Има, така е. има bitches, bitch, нели? Така е, така е. Па зашто и ние да не сме кучки? Некако Царица. да. Тоа во позитивна смисла, не така знаеш Така е, баш разбирам. до толку нели елитни кучки вамо тамо, мислам дека ќе имаме позитивни реакции. Дури и на спотот се гледа тоа како се смеам, ама сладко така се смеам нели кога го пеам тоа. Инаку спотот не знам дали ви се допадна. Прекрасен е спотот, снимен на Малдиви, одличен, значи Да. одличен, ти кажав, па со тоа розевото количе, Барби Girl со таков шмизловски текст, Да. полн погодок. Фала, Инче, фала. Па види се, јас со фамилијата бевме после Нова година, после тие напорни, да кажеме, напорен период. Можам да заминавме, замислам. Да, заслужено на одмор. Па особено вие пеачите, особено музичарите, за сите оние празници кога ние сме дома, кога ние сме со фамилија, кога ние славиме, музичарите работат. Мислам, Така тоа е, јас капа симнувам на секој од вас заради тоа што тоа е многу голема работа. Мислам, ти поминуваш време тогаш повеќе со публиката, а не го поминуваш оно време кога треба со семејството, ама добро, се надополнува Да. во другото време, како и да е. Еве, бевме заедно 10 дена, 11 на Малдивите и не ми беше планирано да снимам јас спот тамо. Ми беше само да се одмарам, да колирам, но ете на четвртиот ден јас веќе бев одморена и почнав да размислувам што да правиме. Па ни понудија дека може нели на тој ресорт, на тој остров да се направат убави слики. Па ми текна, па ајде викам да прашаме дали може некој видео да се направи, па потоа песната, викам ајде песната ја заборавивме дека ја снимав, па му се јавив на Бубе, викам пушти ми ја песната, викам сакам да снимам спот. Па како вика, нели вика тука ќе снимавме. Викам не овде ќе снимам, викам овде сум расположена сега да го снимам спотот. И така да со тој менаџерот на Значи тој спот всушност е спонтано излегол, Многу непланирано. спонтано, непланирано, значи тоа што имав јас таму да облечам, тоа облеков, фризура сама си правев, шминка се. Значи не Имав, ти било проблем за менаџерот ми шминка, фризура. Беше индиец и тој исто така ни помогна таму многу околу организирањето, околу овие режија. Јас и тој го смисливме спотот. Да. Па интересно е тоа што нели малце не е толку да кажеме од Македонија некој да снимал спот негде на такви Дестинации, да. точно, јас не знам. Во Дубај знам, за други места, Можеби Египет, лево, десно, тука, дама. тука да снимавме со некои така професионалци, ќе беше многу подобар спотот, но ете така може да се привлече повеќе внимание затоа што снимавме баш на Малдивите. И тоа е тоа. Некогаш не мора да значи дека ако е најквалитетниот фотограф или снимател или како и да се нарече, не мора да значи дека и тоа е 100% дека песната ќе биде успешна. Така. Се треба, некогаш треба да се погодат само коцките за нештото да биде. Па се погодија коцките, Така, некако во еден ден го снимавме спотот.
на неколку таму локации, колку можевме да најдеме на тој мал Убави. остров. И морам да кажам за Малдивите, значи тоа е таму рајот на земјата. Омилено И место ти е. Пак би отишла, иако многу ни кажале дека на Малдивите е досадно, дека нема што да се прави, но имавме ние доста така активности со децата, пливавме многу и преубаво си поминавме стварно. Баш ми е Морам драго. да кажем и за луѓето таму на Малдивите, Ајде. многу пријатни луѓе. Каде ти имаат пречекано најубаво? Затоа што патуваш многу често си надвор од Македонија, реално. Наши македонци, Па, претпоставувам дека пееш претежно пред македонска публика, па и пред таму тие. пеев да ти кажем и на Малдивите. Да, вистина, Да. пак Па имаше гости од Бугарија, од Србија, така да се запознавме со преубави луѓе. Нели, па тие ме запознаа дека сум и пејачка, ајде па пеевме малце. Интересно беше, стварно. каде те пречекуваат најубаво, кажи ми. На Еве вака од секаде, на секаде. секаде? Стварно. Па нашите македонци се толку топли, луѓе секогаш сакат да се покажат како добри домаќини. Зошто македонците се многу подобри на страна, а не толку во нашата земја? Па затоа што тука не сме си толку многу интересни. Мислиш? Се гледаме почесто. А инако сметам дека македонците се многу добри луѓе, многу добар народ. Мислам дека Емче ќе се согласи со мене. Точно. Точно. Мене ми е многу чудно пример со некој човек онака пример, може да го знам. Тука од низ град или било што. Тука не зборуваме да се сретнеме било каде здраво, како си, каде си. Па добро бе, што е разликата тука кога се среќаваш со човек и некада на страна, Таму мислам. повеќе носталгија не фаќа, мислам, и така и кученце да видиме од Македонија и тоа ќе Ќе ни биде мило. Да. А инаку ми се случи една ситуација во Сиднеј. Отидовме во еден хотел, баш бевме со сопругот и имаше една црнкиња што работи на рецепција. И кога кажа дека сум од Македонија, таа само вака ми се поклони. Вика, вие македонките сте богињи. Ау, И, значи, имавме приоритет за се. браво. Не однесе до соба, најдобрата соба не ја даде. И баш ја прашав, викам, зошто нели мислиш така? Вика, затоа што јас се дружам со македонки, одиме заедно на црква. И вика, сметам дека се многу добри жени. И спомна дека нели Македонија се спомнува во Библијата. Се виде дека нели верник жена и баш тоа го рече за македонките. Веруваш во Господ, знаеш да отидеш во Да. црква да си запалиш свеќа. Не само за празник, туку и ете во недела постиш, не постиш. Само еднаш имам постено за великденските пости. Сите 40 дена? Да, да. Браво. Но да кажеме нема многу време да посетувам цркви или да одам на црква, туку вака сум си голем верник, секогаш знам да се помолам и си имам ритуал пред настап. Морам да се помолам затоа што многу пати кога нема да се помолам и не е тоа, не знам, има некоја енергија, има нешто. Тоа некогаш и суеверие. И Ако ти суеверие. веќе си го имаш зацртано тоа во глава, Да. дека така е. Ако не го Сигурно. направиш, нема после. Па, Ама секогаш добра се навика, помолам добар ритуал. да се поврзам со публиката. Затоа што е многу важно тоа многу пати, значи дали ќе е свадба, дали ќе е некој концерт или некоја приватна забава, јас секогаш се помолувам, викам нели само да се поврзам со луѓето, ништо друго. Па да. Тоа е. Тоа е најважно Да. како и да е. Кажи ми на која песна, пример, ете луѓето најмногу реагираат, освен на Бум Бум? Па, Удри дајре ми е некако како лична карта. Се спомнува до Сабајле, забава до Сабајле. Ти им наговестуваш, ќе ме чека само тука Господ забава. знае утре како, што не чека, нели, а вечерва нели не чека, добра забава, затоа сме дојдени да се расположиме. И така да секогаш почнувам со таа песна, потоа нели следуваат и други хитови од тие што сум ги снимала до сега. Па и српски ми бараат српски песни, бугарски. Јас не делам луѓе, баш И во не треба. саботата нели имаше гости и од Бугарија, од Србија, од Босна, роми имаше доста.
Ма ние сме еден Да. народ. Ја не знам, јас не ги разбирам тие поделби што се прават искрено. Или зошто пеете пример српска песна? Зошто да не пееме? Тоа е музика. Што е? Да. Зошто е толку важно само пример, не знам, ако тоа ни е убаво, сега во моментот ако се расположиш и тоа во моментот ти е убаво, зошто да не го отпееш? Па да. Па која е причината? Не знам, некако ние како да одиме назад, а Не да разбирам. одиме напред. Тоа мислам дека не сакам да спомнам политичка работа, но јас порано пеев во Гевгелија, каде што доаѓаа многу грци гости. И имав Добре. репертоар од 60 песни, грчки песни. На вистина, Да, грчки да. значи си пееш? Па сега не толку многу ретко, 2-3 што сум ги запамтила тогаш, затоа што ние ги учиме песните на памет. Да, така. Овие грчки песни. Ако не го зборуваш јазикот, него- нормално не го зборувам, разбираш. Знам неколку збора да кажеме на грчки, ама повеќето нели песни така ги знаев на памет. И потоа се забораваат, што нели не го знаеш јазикот. И ромските песни исто така. Ако не ги Тргна- пеам, ги заборавам. Доста знам и ромски песни да пеам. Тргна само да ми кажуваш кога пее во Гевгелија и Па да, доаѓа многу гости грци. Како се случи таа нели политичка, да кажеме, во поделба. да, поделба да кажеме, грците почнаа да не доаѓаат веќе во Македонија и грчка музика да не се пее. Ама сега пак мислам дека и во Скопје Повторно е. видов и една гркиња пејачка гостуваше во Скопје. А Иви беше сега, па направи девојката таква забава, искрено. Не ги Да. разбирам, еден збор не знам. Не го разбирам. Убаво ми беше. Зошто да не се забавувам? Нека направи македонец убава Да. забава, јас пак ќе се забавувам. Така е. Кој да ми направи убава забава, јас ќе се забавувам. Реално, мислам, многу е лошо само да кажуваме негативни коментари или да пишуваме негативни коментари или да напаѓаме некој, а без при тоа да се прашаме зошто? Зошто? Која е потребата да се направи сето Да. тоа? Па добро, сега малце во последно во Македонија, во нашата земја се слуша многу српска музика, но тие се многу силни, многу моќни, имаат многу пејачи и секој ден излегува некоја нова песна. Така да тие го превземаат нашиот пазар и понекогаш кој ќе каже зошто пееш српско, не пееш македонско, јас ги разбирам, затоа што можеби ја бранат нашата музика. Затоа што премногу и пејачи доаѓаат во Македонија, од Србија, и затоа можеби. Се што е забавно, се што е убаво за уво, се што е впечатливо, не знам, секој од нас тука ќе се согласи дека нема да му пречи ниту да е цела вечер македонска. Ако имаме ние толку многу убава музика, што може цела вечер сите да ја пееме, не да пеат двајца, затоа што публиката не се само двајца што ќе ја знаат песната. Се случувало некогаш и да кажеме цела вечер да пеам само македонска. Добро, твојата музика е Да. малку твојата е весела Повесела музика, е, како и така. да е. И твоите песни ги знаат. Мислам, сега има некои балади кои што и реално па и не одговараат на во клуб балада. Да, Реално. Добро, Зошто? јас пеам повеќе по ресторани во Македонија, приватни веселби и каде што се барат повеќе нели македонско. Некој ми кажа дека во леле не можам да се сетам каде, ќе ми кажеш ти ако знаеш дека некаде во клуб исто се пее фолк песна и се игра оро во клубови. Па Каде? Во Германија мислам дека има многу доста такви клубови каде што. Во Германија? Па да. Тие се српски дискотеки Добра. и каде што Фолк се во пушта. клуб. Да. Коло. Па ќе заиграт и коло на крај. Ама добро, таму гостуваат многу пејачи од Србија и некогаш и од Македонија, тие што се познати, нели? Сум пеела јас и во такви клубови, каде што гостувам со некоја звезда од Србија. Ќе дојдат и македонци, и срби. Сите заедно, Да. ти ќе ја презентираш Да. нашата музика, ти е нивната и тоа е тоа. Дали може кога веќе зборуваме толку многу за музика, Емче, на тебе ќе оставам. Која песна вака сакаш да ти ја запее ова прекрасна дама која што е тука со нас? Која песна? Мгм. Е, па Мама Queen.
А после ова песма мислам дека и по клубови ќе ме викаат, ама не. А дали може таа што ние ја пеевме? Ајде, бум-бум, може? Може? Може. Сигурна си? Да, Ајде. сигурно. Ајде, дојде Ајде, да се Викторче. распееме малку. Јас многу ми се допаѓа бум-бум, стварно. И мене исто. Знам, тогаш кога излезе песната, мислам ти снимаше едно видео, викам, Да, едно тогаш во те Инстаграм. запознав. Викам, браво, викам, видиш како знае добра музика да препознае. Да. Да, И добар пее- ритм, Да. така? Да. Па јас претпоставувам дека, пример, еве, конкретно Емче се води според ритмот на музиката, затоа што може да не ги разбира сите зборови точно, ама ритмот на музиката, ако е добар и ја води, она го прави тоа. Да, да. Па добро, они се познати по музика и Да. по тој ритм, така да, Емче, Емче, може да станеш да ја заиграш бум-бум, Ајде, бре, ајде, ајде. така малку, дај да се Ете, развеселиме. стани, И сите. јас ќе Може станам, ли? ајде. Пуста љубомора разединува, само песна нас не обединува. Не е важно тоа кој од каде, треба слошно да се живее. Пуста љубомора разединува, само песна нас не обединува. Не е важно тоа кој од каде, треба слошно да се живее. Треба слошно да се живее. Душмани од завист да поселенат, срца наши да се веселат. Љубомора пуста нив ги убива, кога некој вака ужива. Кога некој вака ужива. Никој ништо не ни може, само песна дај ни Боже. Бум-бум, бум-бум. Никој ништо не ни може, весели сме мили Боже. Бум-бум, але бум-бум. Браво! Браво, браво. Епа. Браво. Епа, тоа е тоа. Кога ќе се спојат енергиите, нема како да не биде убаво. Виктор, ти благодариме многу што си тука, што не испочитува, што ни отсвири на гитара. Чекај, рокер е, така? Виктор е рокер и дојде Ама добро се специјално. снаоѓа и во фолкот. Малку веќе веќе долме. Одлично, според мене одлично се снаоѓа. Сега јас немам уво толку многу за да можам да препознам дали е добро или лошо, мене супер ми звучеше. Па да, Аца Лукас од рокер стана, Сите се така. да, фолк. Епа сега, Виктор, не сум спремај тргнал се јас за на свадба. свадба. Ние ќе те викнеме повторно да знаеш. Тука сум. Фала ти уште еднаш. Оваа прилика јас еве сакам да ја искористам да дадеме уште по некој подарок. Денес така ми е убав денот. Емче, што мислиш да дадеме еден подарок од Аџико Хоум Центар? Ајде провери што Да е не е тоа. нешто за готвење. Леле. Па за готвење може би Ама, не, добро. ама мислам дека ова нема на кој не му треба. Цеделка за ми сокче. треба. За Ми треба сокче. тоа. Благодарам многу. Тоа е за тебе, ти благодариме и на тебе, им благодариме и на Аџико, кои што имаат се за нашиот дом и градина и ги имаат најдобрите производи. Тука секако сакам да ги поздравам и нашите микас кои што се грижат за нашиот изглед. Емче, ти си по подароците, кажавме. Извини, Олека сум. извини. Нема потреба. Е, да така. подароци. Ајде, Благодарам. 2.000 денари од Микас. Да, Благодарам. тоа можеш да си нарачаш од ливната страна, што ти душа сака. Ми кажа дека сопругот ти е во Шведска, а ти си во Македонија. Тој таму работи, доаѓа, ти одиш, се враќа, знам дека и ти беше долг период таму, но сепак Јас живеев 6 години, таму ги родив ќерките, а тој работи во Шведска, уште со градежништво се бави и така да мора почесто да оди, а јас малку поретко затоа што децата сега одат на школа и немам многу време да отидам и јас со него. Тој си работи, значи мора и таму и тука. Така да и таму има фамилија, синовите од првиот брак таму живеат, така да мора да биде и со нив. Така. Сега стана и дедо, така да јас покрај него и јас станав баба. нека се живи и здрави, нека си Фала. оди така се поред како што треба, да си дочекаме сите прво деца, после внуци, после правнуци. Фала Нека ви биде многу. се како И што вие треба. да се дочекате. Амин. Сузана,
ти си многу атрактивна жена. Плюс настапуваш каде што има многу луѓе. Како го поднесува тоа Јасмин? Па, Како се снаоѓа? Како се снаоѓа, не сум му пример? дала некој повод да биде љубоморен, тој ја разбира мојата работа. Јас се што правам на сцена, го правам тоа професионално. Ако нормално, нели, ако види некоја ситуација, сега не дошло до таква ситуација, нормално дека ќе биде љубоморен. Но ете, јас имам публика каде што доаѓаат повеќе фамилиарни луѓе со деца и не дошло до некоја ситуација да биде љубоморен. Еве ние колку време тој доаѓа со мене и на настапи, луѓето доаѓаат, се стикаат, па некој ќе ме гушне, не е тоа никаков проблем. Значи да ме гушне и да ми каже Сузана многу си убава, тоа не е, значи Точно. повод да биде љубоморен. Да. Значи тој веќе ја знае мојата работа, а знам дека многу мои колешки го имаат тој проблем. Да, затоа и прашав. Да. Не знам, ете, јас имав среќа да го најдам тој човек и навистина се разбираме, си имаме среќен брак, се почитуваме и тоа е тоа. Верува во мене, значи нема Па тоа е потреба да сама биде љубоморен. само го кажа нештото, кога на човек не му даваш простор да воопшто се сомнева во тебе, нема зошто да ја нема целата доверба. Ако дадеш простор за било каков сомнеш, после оди врати го. Врати ја довербата, нема мислам потешко тоа, Така, барем така. според мене, не знам. Да. Па убаво е тоа кога е чисто. Така е. Без разлика, нели, жена може да биде и дома, па нешто да направи. Така е, апсолутно е така. Да. А ние сме, да кажеме, повеќе изложени на опасност, отколку жена што може, нели, дома да се Да. биде. А може таа повеќе белje да направи. Па јас кажувам многу често пример, човек што работи јавна професија, одва и чека да си оди дома и не сака да прави ништо и не се излегува, не му се излегува Па да. толку многу. Другите, Па и- мислам дека имаат повеќе Да, афинитети. Жена мислам дека треба повеќе да има работа, нели, да не мисли на такви искушенија, да Немој така, како така повеќе работи. работа, зошто? Па не, да работи, сакам да кажам, да си има обавеза, да си има обврски. Дали со деца, дали да Фитнес, да. ако е слободна жената, Занимација. секако може да падне во искушение. Ма добро, има логика ова што го кажат. Точно, колку се има повеќе обврски, толку нема потреба Нема- да не мисли на мисли. непотребни работи. Така е. Јас би рекла и вака, задоволна жена не мисли да прави било што. Ке се согласиш ли со мене? Па се согласувам, да. Затоа што жена кога не е задоволна, дали од однос, од партнер, дали од било што ако недостасува нешто, јас мислам дека тогаш се случуваат тие некои икс ситуации каде што дали едниот, дали другиот партнер посегнува по нешто трето или прави некоја работа која што не треба. Па, знаеш како, јас велам многу пати, нели, Бог да не чува, знаеш, од Да. некогаш и несвесно може да човек нешто да погреши и да се направи проблем. Така да ние треба секогаш и да се помолуваме, знаеш, да не паѓаме во искушение. Така е. Да. Тоа е жив човек, нели? Не велам дека сум јас безгрешна. Нема човек кој што Да. е безгрешен. Не постои таков човек. А простуваш кога ќе ти сгрешат? Се зависи која грешка е. Што не простуваш? Па неверство не би простила. Не? Не. Во никаков случај Многу пати сум размислувала, Некогаш дали се би случува, простила. некогаш се случува Ама нема неверство. и да простиш, после тоа, знаеш, кога ќе се скрши нешто и да го лепиш пак, нели, може да се скрши. Така да, Ти не би можела фактички да преминеш преку тоа и да го простиш, ако не ти дава душа да преминеш преку нештото. така, тој многу нормално. пати со сопругот сме зборувале на таа тема и тој рекол дека јас можам се да простам, но неверство не би можел. А кој може? Јас мислам дека никој не би простил такво нешто. Некој кој што е со слаб карактер, кој што нема доволно самодоверба, кој што нема доволно верба во себе и има сигурно луѓе, секој од нас некогаш простил. Јас верувам дека секој од нас некогаш Добро. простил неверство или се Ама после тоа погазил себе. животот не е исти. Да кажеме, се ќе има некогаш да спомнеш за тоа. Така е. Таа болка стои. Така е, И така. ќе ја чуваш во себе. Готвиш често.
Каже и готвам. сама. Да. Што ти е омилено јадење? Па јас готвам тоа што им е омилено јадење на децата. Тие сакат повеќе тестенини, лазањи готвам, макарони, секако. Лепчи си правам. Права македонска домакинка. Македонска традиционална храна. А тебе што ти е омилено? Што сакаш ти да јадеш убаво? Јас сакам се да јадам, јас сум гурман. Да. Некој ќе каже, па ти сигурно не јадеш, затоа нели Добро изгледаш, да. изгледам така, но јас секојдневно сум активна, секој ден кога сум нели дома, саат време или саат и пол одвојувам, сум во планина, значи па и доста и вежби си правам од дома. Не одам во фитнес центар, од дома си правам вежби. Лекни Браво. стани. Па не Цел ден. Цел ден. Сузана, како цел ден? Чистам. Ова ќе чистам. биде погрешно сватено, погрешно разбрано. Кога чистам мора пак да клекнеш. И си вежбам. Да. Леле, ако Имам да се мача, насмееме имам малку. занимација. Имам занимација по цел ден. Ако да се насмееме малку, зошто да не, ова може навистина пример да биде смешно, мислам, смешно да изгледа Да. за сите кои што ќе го слушнат, но на крајот на криштата, кој како сака нека си свати, ти си знаеш што мислиш во глава, ние знаеме што слушнавме, така што Да. сега ќе ја поканам Емче. Емче има една многу интересна рубрика Мама драма. И сега во таа рубрика самото име кажува дека има некаква драма. Што е тоа, јас не знам, затоа што сама ги спрема прашањата и се што ти има спремено е од неа лично. О, ајде да видиме сега која драма ќе ја направиме. За во Македонија се надевам дека сте подготвени за малку драма во мојот рубрика Драма Мама. Вечерва со нас имаме жена која не само што пее, туку ја пали сцената, глас полн со емоција. Тоа не може да се игнорира. Хитови, тоа сите ги знаеме на памет. Така е. Така е, фала многу. Па добро, позната сум по тоа, значи енергична на сцена, ширам добра енергија, така да имам и добра публика која ми возвраќа на таа енергија и некако кога сум на сцена се осеќам, се чувствувам многу моќно и имам уште тродупло енергија кога ќе видам добра публика, некогаш се прашувам од каде таа енергија јас ја имам. Но ете тоа е некоја виша сила. Некогаш стварно се прашувам, викам како можев толку 8 часа јас да бидам на сцена и значи некогаш немало ни пејач, само јас. 8 часа. Па да, 4 часа правиме пауза и после уште 4 часа. Тоа се случи еднаш во Англија, ама тогаш бев прв пат, за Божик беше тоа. И јас се зачудив. Мислев дека после првиот блок, дека толку ќе биде. После кога влегов, кога се пресобликов, кога влегов уште еднаш, уште толку луѓето уште еднаш ми дадоа таква енергија, значи издржав уште 4 сата. И после ме прашува Сузана, ти на што си, вика? 8 часа. Си, вика? 8 часа. Затоа што започнавме многу порано. Тоа беше од некаде 17 часот па до раните утрески часови. Ајде, Ќе отстапам сега. Не, ова беше само вовед, не беше прашање. А така ли? Јас... Така. Не, ова е само вовед. А колку прашања се? Воведот е секогаш убав. И така ги фали сите гости. Па за тебе имам подготвено неколку прашања. Дали си спремни? Ајде, спремна. I'm ready. Ајде. Дали мислиш дека силна жена ги плаши мажите? Па може да се каже. Да. Мојот сопруг е јак, така да тој не се уплаши од мене. И се уште храбро стои со мене. Храбар е се уште, но некогаш се предава, но викам Јасмин, мора да бидеш силен, јак да издржиш со оваква жена. А јас тука само би се надоврзала на прашањето на Емче. Сакам да те прашам, што мислиш, еве, затоа што вие двајцата сте кариеристи. И едниот и другиот.
колку луѓе што се кариеристи може да издржат заедно? Па до душа сега тој повеќе ми дава подршка, неговиот бизнис или неговата кариера ја запостави, затоа што сум јас посилна и тој се вика. Значи едниот сепак треба да Да, и малку тој да попушта. попушти. Па, мора сега вака да биде, затоа што јас 6 години јас го поддржував и јас стоев позади него, позади нели успешен човек, стои успешна жена. Така е. Дали веруваш дека си под сцената на македонската музичка сцена? Не мислам јас дека сум под ценета, затоа што на вистина имам многу работа. Имам доста настапи каде што живеат македонци по целиот свет. Не сум застаната, ме сака македонскиот народ, така да воопшто не се чувствувам дека сум под ценета. Добро. Никој ништо не ми може. Бум, бум. Але, бум. Ајде, дали некогаш си променила нешто кај себе поради јавни коментари? Па добро, карактерно, може би и карактерно сум се малце променила, затоа што понекогаш од премногу што сум така и добрица, па ќе нагазам на некоја мина, па и тоа е тоа, значи сега малку сум повнимателна или некогаш пазам што ќе кажам да не избрзувам, затоа што трпи после и јас трпам и моето име. Тоа е тоа. Па добро, мора да бидеме предпазливи. Точно. Сега тоа е јака борба, не е едноставно. Шоу бизнисот е не е лесен, треба да бидеш стварно спремен. Јас и секогаш кога одам на настап, јас се борам на настап. Кој Како се повеќе да бориш? пее, кој повеќе да пее. Дали тој пејач што е со мене или можеби има и други пејачи кога настапуваме. Добро. Па и со музика. А ти сакаш да земеш поголем простор? Па да. Па нормално. Значи цело време се бореме и на терен и вака. Значи Само момент, ова ми е мене ново нешто. Сакаш да ми кажеш дека тоа не е однапред, пример договорено време, кој колку време има за па настап? понекогаш не е договорено. И вие не е сами договорено. треба меѓусебно да се договорите колку ќе бидат тие, колку Па вие. се зависи нели од колку ќе те засака публиката во тој момент, колку ќе дадеш енергија, нели? Па Енергија. ако ти дадеш енергија на Да. фул и А понекогаш на пример те сака. немам таа енергија која ја имам секогаш. Па некој друг ќе ја преземе, нели, Бранот ќе се ситуацијата преземе. или бранот. И така да цело време ние се бориме. И затоа јас викам колку треба човек да биде силен за да опстане. Замисли во Македонија толку мала земја, па во Србија уште потешко. Да. Да си го задржиш местото и затоа мора да бидеме внимателни и на секој збор, на секој чекор. Јас со помош на Господ тебе секогаш така, значи со тоа одам. Ми помага Господ ми помага во такви ситуации. Да, на крајот на И криштото. понекогаш се извлекувам некако. Од што си извлекуваш, Сузана? Па, се извлекувам од некои ситуации, да кажеме, имало ситуации каде што некогаш сум имала, нели, и лоши коментари. Па тогаш имаме страшен пат. Пат, мислиш, Пат, психички. психички, така? Психички. Си викаш, леле, Каде погрешив, да, што каде направив? погрешив, дали јас сум за ова работа, дали да продолжам. Но ете, ден за ден, ќе ти се исчистат мислите и продолжуваш повторно. А инаку јас сум имала падови и тоа е нормално, јас мислам, жив Нормално. човек. Да, нормално, да. Ама сепак сум горда на себе затоа што 30 години, знам. Си останала доследна и постојана и истрајна. Така што тоа не Затоа е што работам честно и поштено, никогаш јас не газам некој за да дојдам јас до тоа малку. место. Па тоа е најважно. Па,
Тоа е, да. И многу е важно според мене да одиш чекор по чекор во кариера, не да ги прескокнуваш скалилата, затоа што тој што стига многу брзо на трон или на врвот, да кажам, така брзо и паѓа, затоа што јас и да паднам, ако сум ги изодала едно по едно скалило и да паднам, јас знам пак како да ги изодам тие скалила. Ама и на врвот е многу досадно. Многу е досадно. Досадно? Па, Немаш конкуренција, нема со кога да се бориш. точно. И некогаш и може и животот така ми прави, знаеш, да имам некој пад, па да се после пак постепено. Да се почувствуваш да, жива. Да се преродам пак. Така е. Еве, сега во ова 2026-та, јас мислам дека како да се преродив. Луѓето од секаде, од цел свет се јавуваат. Не знам што се случува. Браво, баш ми е драго. Еве и ние се јавивме во 2026. Да. Мило ми е и така да стварно ми е мило што се дружиме сега во оваа емисија. Така да јас викам сега како да се преродив, еве почнувам да работам и на нови песни, нови проекти, ќе има многу изненадувања оваа година. Ќе снимам дует со една личност која никој не очекува, но тоа нема да го кажам, ќе биде изненадување. Сега ќе застанам на женска страна. Сакам со колешка овај песна. Не сакам тука договорено веќе, така да ќе снимам со една моја драга колешка од Македонија. Ајде, ќе видиме, ќе излезе, значи за брзо, така што не знам Затоа со што кој е тоа. некако мажите сега водат во Македонија. Не ни дават простор, сега ние треба да бидеме да се здружиме заедно, па да Да, женски заедно дуети сме жена поставени, има. така? Не откриваш со кој е дуетот? Нема да откријам. Добро, ставаме. Ама се спрема добра песна. Стварно. Сузана, искрено, кој има поголема мок во вашиот брак? Ти или твојот сопруг? Јас мислам дека јас. Жена? Јас. Одлично. Па добро, тој како ти кажем, јас сум послаба и тој сака да ми удоволи. Затоа јас мислам дека Браво. тука сум помоќна. Но сепак тој е водичот и тој е главниот. Јас си знам колку можам, ама сепак мислам дека јас кога ќе кажам нешто, тој сака да ми удоволи и тука се сметам јас моќна. Браво. Ти си нек, твојот сопруг Јас сум, да, брат. Да. Ајде, ту. Па тоа е општо Ајде, познато. бака. Тоа е општо познато, јас мислам, не ви. Маж нема да е маж ако не ја слуша жената. Така е. Точно. Леле, ги утепавме мажите. Сега тука хейт може да добиеме од машката публика, но не, така. Јас сум феминиста, а сега се дружам со мажи, со колеги. Баш денеска тоа го кажам затоа што патуваме заедно, јадеме или со колеги кога одиме на устранство, на настапи. Викам, леле, јас сегаш со мажи, викам, јас сум како маж. Тие гледат по жени и јас гледам по жени. Ова е добра, ова е добра. Абе, Сузана. Да. Но сепак сум секогаш од страна на жените. И секогаш кога ќе каже тие жената вака, јас викам не, зашто викам треба да ја попуштиш, викам како? Таа викам дома, викам секогаш со децата, па некогаш ќе изгуби нерви. Да. Мораш да бидеш, викам, внимателен, така им давам совети на колегите. И трпелив, Да, точно, и така е. трпелив. Емче, браво за прашањето до сега. Ајде. Ако некоја жена флертува со твојот сопруг пред тебе, Имало и што би такви. направила? Што би направила? О, можам да бидам опасна. Змија. Се претворам во змија. Тоа беше на почетокот, повеќе такви ситуации ме нервира. Ама се случуваше кога одевме во Србија. Таму жените се послободни. И таму им почувствувано така да флиртува некоја со мојот сопруг. И после тоа не било добро. Дома ќе отек. Зошто? Дома Викам, ќе ти отек. даде повод, викам, да флиртува со тебе. Така да јас бев пољубоморна од него, отколку тој што бил љубоморен. Ама затоа ете сега како се кажа ти, сега
Која има мокта, жената. Сега па некоја да флиртува и кажем, о, браво, јас виде, значи... Уште си држаш тука, се држиш добро за годините, така треба па. И јас мислам дека и жените и мажите треба да се горди на мажите и жените кои што ги имаат покрај себе. Ако се убави, да фалат убавината, а не да ги гледаат другите. Да. Не е така? Така е. Твојот сопруг те поддржува секогаш. Да. А така треба. Има убава сопруга и го кажува јасно и гласно тоа и треба да се знае. Треба. Зошто да не и да те чува при тоа. Така треба. Така треба. Продолжи сега со прашање. Дали некогаш некој се обидел зад кулиси да ја блокира твојата кариера? И кој? Кој се зна? Опа, имало доста такви луѓе кои ми наштетиле, може би мислеле дека ми наштетиле. Или па такви задкулисни игри, имало многу. Затоа јас викам дека тоа е борба страшна, треба да бидеш јака жена. Сето тоа да го издржиш и да го сум знаела што прават позади мене или што зборат, но ете јас тие таквите само ги бришам и едноставно не им дозволувам, да кажеме, да ми наштетат повторно. А јас ќе се извлечам од тоа ако ми наштетиле некогаш. Секогаш правдината или квалитетот се излегува на површината. Не кажа кој само. Да, а кој? Па, Кој? ги избришала тие луѓе јас. Мислам, тие што ми наштетиле, не ги мразам. Само подалеку од нив. Подалеку од нив. Не ги ни знам сега кои се, многу ги има. Добро. Ева ти благодарам, Сузана, за твојот искрени одговори. Фала, Емче. Не беа. Реално беа преубави прашањата за мама, драма, преубави прашања имаше. Како ти се допаѓа, Сузана, еве, целото ова наше дружење? Знаеш дека поминавме повеќе од времето што требаше да снимаме реално? Па, јас сега се разговорив, значи... Ти сега почна? Сега може пак да почнеме од ново. Да снимаме тогаш уште една емисија. Да, па може. Мене многу ми е драго што дојде тука и јас сакам само уште едно нешто да напоменам. Тоа што ти кажуваш секогаш дека си родена под срекнат звезда, нашата емисија се вика Старс, јас така ја започнав емисијата. И тоа што кажуваш дека каде и да отидеш, носиш некаква среќа. Јас сум и таква родена, значи јас од секогаш сум била, среќа ме пратела. Значи, мајка ми ме фрлила на буниште, ама со среќа, со късмет, што викат, не буквално да ме фрлила, него со стварно со късмет. Среќа имам и фала на Господ што е тоа така, ама и ја споделувам таа моја среќа со ете, или па таа енергија што ја носам во себе, ја давам и на другите околу мене и еве имаше ситуација во Германија, еден пар каде што ми спомна дека сум им пеела пред 25 години на свадба. Добро. И баш ги праша, викам и каков брак имате, затоа што јас ви пеев на свадба и па супер, значи се е убаво, значи убаво се сложуваме, среќен брак. Ништо тогаш, да. Сузана, јас те капарам уште сега тука во емисијата, ќе видиме тоа за цели, ќе се договориме, може. Со песна ги благословувам. Да се имат среќен брак и да се, тие што се во брак веќе да се почитуваат, тоа е еден совет од мене и колку нели се може да се спаси еден брак кога па се има нели деца. Така е. Да се повеќе да се служуваат и тоа е тоа, да си гледаат фамилијата. Да се гледаат фамилијата сите и да се согласуваат и да имаат повеќе разбирање. Јас ти благодарам премногу што ни беше наша вечерашна гостинка. Ти благодарам премногу на целата убава енергија, на се она што направи да се чувствуваме еве вака сите расположено, убаво, што беше искрена, отворена. Посакувам да ни бидеш повторна гостинка и јас верувам дека бевме како што кажи само на почеток добри домаќини, така што те очекуваме да ни дојдеш повторно. Но не те испраќаме сега тука затоа што повторно ќе го викнам Виктор. Ќе завршиме, сакам да завршиме со песна, може? Може.
Еве, само да ги поздравам скопјани. Добро. Затоа што нели на YouTube си имам свој канал, па се гледа од каде ме гледат најмногу. Најмногу ме гледат во Скопје, така да си ги поздравам јас скопјани. Во оваа прилика ќе испеам една песна за Скопје. Може. Во Мелбурн, во Софија и во Белград. Замислете. Да, тие се тие Браво. градови што водат, а на прво место е Скопје. Нашето Скопје и јас, мои драги македонци, ќе ви кажам благодарам што бевте заедно со нас вечерва и секако ќе ви посакам да си имате убава вечер и уживајте во оваа прекрасна скопска песна. Така? Така е. Ајде. Мерак ми е да ти пеам цела ноќ јас до зори и со песна чаршија да кренам Скопје да се весели. Ај, срце да ти заигра, ај, гради душата, ај, тебе да те опива, ај, мере песната. И што вика сега? И цело Скопје чашија да ечи, со мерак песна душа да си лечи. И цело Скопје чашија да гледа, отпусти мерак каде да се бега. Нема бегање. Чао, чао, Македонија. Чао. Кој што има така? Леле заборави ваучер. Момент. Уно моменто. Микас ваучер. Уно моменто. Јас не пима малце винце. Сакам да те прашам вака, како го поднесува тоа, како се викаше сопруга? Јасмин. Јасмин, да. Дали веруваш дека си извини. Дали веруваш дека си подсенета